Со оваа предлог одлука, значи се поддржува проект со кој што општината ќе аплицира до 15 септември, кој што е крајен рок за аплицирање. Со оваа одлука и се поддржува освен аплицирањето, имплементацијата и одржувањето на предлог проектот доколку биде одобрен, и тоа 5 години по завршувањето на периодот на имплементација. Како партнери на овој предлог проект се Сапарева бања од Република Бугарија како водечки партнер, Општина Гевгелија од македонска страна и граѓанското здружение Виртуелен инкубатор за иновации и нови технологии ВИНТ од Гевгелија. Со овој проект се предвидува Општина Гевгелија, значи овој повик на програмата беше за зелен граничен територија, се утврдува се остварува специфичната цел 1 зголемување на заштитата и зачувањето на природата, биодиверзитетот и зелената инфраструктура. Со овој проект Општина Гевгелија планира да изгради урбан зелен парк со површина од 47.000 метри квадратни, кој што се протега долж северниот брег на Конска река, односно на потегот од капелата од улицата Мечкин камен па се до социјалните бараки на Општина Гевгелија, односно улицата Титоградска. Главната цел на оваа проектна програма или на овој предлог проект е за зеленување, со што се усогласува со главните индикатори или потреби кои што ги дава програмата. Предвидено е низ паркот да поминуваат земјена пешечка патека, која што нема да биде од бетон, него ќе биде од дробена камена ризла, појачена со поставена врз подобрено земјено тло со тампон и геотекстил и со мрежа од рециклирана пластика. Исто така велосипедската патека нема да биде бетонска, него ќе биде земјена. Осветлувањето на паркот е планирано да биде самостојно, односно со користење фотоволтаични панели и во форма на канделабри во форма на крошни од дрво. Исто така предвидено е смарт клупи кои што ќе користат исто така фотоволтаични панели, кои што ќе можат да се користат за електрично полнење на мобилни телефони или друг вид уреди. Планирано исто така да има паркинг за велосипеди, електрични тротинети и слично. Друг дел од паркот предвидено е да се направи за зеленување, кој што од птичја перспектива ќе има форма на QR код, кој што потоа ќе биде изработен амфитеатар со специфична кружна форма, изработени од ископ и насип на земја со проектирани косини, кои што ќе бидат делумно затревени во коса падина, делумно изведени како каскади. Потоа планирано е да биде изграден видиковец од земен насип со коса рампа. Сето ова нема да биде користен бетон, него ќе бидат користени природни материјали. Проектот исто така предвидува пристап за сите жители, односно предвидува и пристап за луѓето со хендикеп.